Се наоѓам пред село Тажево, кое што за жал изгледа многу тажно. Иако овие куќи, најголемиот дел од нив се одамна напуштени, се работи за стари напуштени куќи, сепак изгледа тажно кога се гледа како истите од огнената стихија се запалени и урнати. За жал, изгорени си неколку куќи кои што се уште собствениците активно ги користеле како куќи за одмарање. Во текот на денешниот ден имавме вкупно 19 пожари. Од нив 10 се целосно изгаснати, еден е ставен под контрола, додека во овој момент имаме 8 активни пожари. Пожарот кај кој што се наоѓам сега е пожарот од село Тажево, село Брезница кон Јасен. Овој пожар за жал од другата страна, од страната на Брезница, се уште гори многу силно, иако цел ден дејствуваме со хеликоптери, дејствуваме и со унгарскиот тим од 40 пожарникари, како и со 50 војници на нашата македонска армија. За жал гори квалитетна борова шума и исклучително тежок пожар за гасење кој што зафаќа голема површина. Наредниот тежок пожар е пожарот на Илинска планина, кој што гори исто така неколку дена. Повторно во текот на утрото делувавме со 3 ер трактори, но по фрлањето вода од ер тракторите се крена многу прашина и чад, кои што ја намалуваа видливоста на пилотите и поради што операцијата беше откажана. На земја се наоѓаат припадници на локалната територијална противпожарна единица, 10 вработени во национални шуми, 50 волонтери кои што активно се обидуваат да го сопрат овој пожар. Наредниот пожар е пожарот кај Охрид над Косел, кој што ја менува својата динамика и моментално се уште гори. Таму во текот на денот делувавме со 2 хеликоптери, еден на МВР и еден на Србија, но на земја се наоѓаат и 60 лица, меѓу кои што и доброволци. Градоначалникот на Охрид дава се од себе да го стави под целосна контрола овој тежок за гасење пожар. Пожарот кој што вчера изби на територијата на Богданци, кај село Фурка, активен и денес, таму дејствувавме дури со 6 ер трактори, но резултатот не е добар затоа што пожарот се уште е силно активен. Исто така делуваме со 14 припадници на локалната територијална противпожарна единица од Гевгелија, 6 доброволци, 4 припадници на национални шуми, како и 3 припадници на армијата од блиската Караула. Има вработени од ДЗС, како и неколку доброволци. Гори ниска шума, или така наречен прнар, кој што го нарекуваат во тој дел, и сува трева. Штетата не е голема, но пожарот се гледа од повеќе места и предизвикува вознемиреност кај населението. Следниот пожар е пожарот кај Провиштип, село Зелени град, кој што е активен повеќе денови. Исто како и овој на непристапен терен, таму пожарот се одвива на подречје каде што има мешана шума, меѓу кој што и пукова шума, која што не е многу оштетена од пожарот. За жал има и парцели со бор. Овој пожар се движи во насока на викенд населата Пониква, на планината Пониква, бидејќи се работи за Осоговска планина, но верувам дека пожарот ќе биде благовремено сопрен и нема да ја загрози викенд населата на Пониква. Пожарот во општина Пласница кај село Пласница се движи кон село Латово по еден висок рид. Таму гаснењето пред сега работи локалното население, поради тоа што пожарникарите се расфрлени на други места, помагат и 5 лица од национални шуми. Гори пред се деградирана шума. Последниот пожар кој што изби доцна попладнево е пожарот кај општина Студеничини, кој што се движи во насока на село Дрчевица и село Црвена вода, и постои можност и со овој пожар да имаме голем проблем, бидејќи се работи за тешко пристапен терен, иако верувам дека Скопската противпожарна бригада ќе најде некој начин да го совлада и овој шумски пожар, како и многу пожари кои што досега успешно ги совладаа, благодарение на нивната подобра опрема, поголема бројност и покажана храброст. Голема благодарност до сите храбри пожарникари, до храбрите пилоти и сите останати кои што учествуваат во гаснењето на овие пожари. Координацијата ја правиме оптимално според моменталната состојба. Планот е еластичен и го прилагодуваме на новонастанатата состојба. Денес во неколку наврати и авионите и хеликоптерите бевме принудени да ги повлечеме поради силниот ветер. Понекогаш приоритетите се менуваат. Во текот на денешниот ден
беше загрозена и караулата кај село Фурка, армиската караула, но благодарение на храброста на војниците, истата одбранета од пламените јазици. Затоа планот е максимално еластичен и прилагоден на реалната состојба на терен, која што знае да се менува, особено ако имаме во предвид овој ветер кој што за жал го чувствувам и сега и силно го разгорува пожарот од другата страна на местото каде што се наоѓам, на ова тажно место, селото Тажево, каде што има изгорено повеќе стари напуштени куќи, но и неколку функционални, иако стари, но функционални куќи, кои што луѓето си ги обновиле, подновиле и ги користеле за одмор.